Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60-65 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Како што ви најавив минатата недела, вечер во интервју со Азем Власи. Ајде да видиме како косовскиот орел или албанскиот орел ќе помине во интервју за емисијата во Центар. Азем Власи беше долгогодишен комунистички лидер на Косово. Во неговиот мандат отпочнува процесот на создавање или формирање на независна косовска држава преку форма на Косово република. Сите тие структури, марксисти, ленинисти, независно Косово, Косовска република и така натаму, се креираат во мандатот на Азем Власи. Значи еден доминантен комунистички лидер, Титов пионер, која прави или ги удара темелите на независната косовска држава. Ние го снимавме интервјуто со Азем Власи во понеделникот. Тоа е прво интервју или прво наше гостување по воведување на карантини на Балканскиот полуостров. Значи последното интервју кое снимено надвор од Македонија беше на 1 март ова година. Сега после 7 или 8 месеци прво интервју кое го сниме надвор од Република Македонија, едно тврдо, одлично интервју. 3 или 4 пати интервјуто доаѓа до точка на станување на Азем Власи. Меѓутоа да ни раскажам, 60 минути интервју, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Азем Власи, поранешен комунистички лидер на Косово. Политички лидер Косово. Комунистички то подразумева идеолошки, ја никад нисам био неки идеолог, да се разумемо, нити ме никад онако nije mi bilo u prvom planu komunistička ideologija, nego interes Kosova, sredine mog naroda u uslovima socijalističkog sistema Jugoslavije. Значи не сте били марксист-ленинист, како Хашим Тачи, како Али Ахмети. Не знам, далеко од тоа. Значи тие не ја признават комунистичка партија на Косово или на Македонија, ама направија комунистичка партија во Швајцарија. И Хашим Тачи, Али Ахмети, кружоци марксисти-ленинисти во Швајцарија направија, за да може да добијат државјанство, нели? Така беше условот за да може да се добие. И во таа комунистичка партија на Швајцарија имало 3000-4000 членови, 99% биле од Косово или од Македонија албанци. Pojma nemam, svako ima pravo na svoja ubeđenja. Ako su u Sovjetskom savezu bili toliko privržene Stalinu i stalinizmu, neko je među Albancima bio privržen kopiji stalinizma, to jest Enver Hodži i njegovom sistemu, ali ja sa takvima nikad nisam imao veze. Добро, Соня Власи. Вие бевте комунистички лидери, ако сега не ли велите дека не сте го сакали комунизмот и се боревте за автономија на Косово, иако денес нели се нарекува Косово држава, независност на Косово и така натаму. Додека сте жив, мислите дека Косово ќе стане независна држава? Pazite, Kosovo je već 20 godina, 21 godina faktički slobodno od Srbije, nezavisna država, a formalno je država od 2008. godine kad je proglašena nezavisnost. Ja sam kao mladi političar delovao u ono vreme kad je Kosovo po ustavu SFRJ od 1974. godine imalo status faktički federalne jedinice, doduše sa nekim formalnim, neformalnim vezama sa Srbijom, ali kao federalna jedinica. Бадентер во својот извештај не ве третира како држава. Ги третира 6 држави, значи од Словенија до Македонија, Босна, Хрватска, Црна Гора. Но Косово и Војводина не ги третира Бадентер во својот извештај 91-92 година кога независна држава. Бадентер, ако smo preskočili kod toga, Badinter je dobio zadatak od Evropske zajednice ili Evropska unija se zvala, da sagleda kako stoji stvar sa stanovišta međunarodnog prava u pogledu nastanka novih država ako se raspadne Jugoslavija i Badinter je dobio zadatak od zatečenog stanja 1991. A dve pokrajine su bile od strane Srbije, kako da kažem, poništene, progutane 89. 2 godine ranije. Gospodine Власи, сака да кажете дека ние како Македонија станавме независна држава со процес на растурање на Југославија, а вие како Косово ќе станете независна држава со процес на растурање на Србија, што значи дека сте вие на некое пониско ниво, вие сте сепак влезени во конфликт со Србија, има НАТО интервенција 99 година. Ако не беше таа НАТО интервенција 99 година, немаше да бидете независна држава, бидејќи вие според Бадентер и Европската унија,
Совето за безбедност на Обединетите нации, немате исполнете услови 91-92 година, сте независна држава. Ви сте составен дел на Србија до 99 година на интервенцијата. Nije, Така е, како не е така? Da se vratimo opet, znači mi smo imali zadnji legalni status. Kosovo je bio po ustavu od 74. godine, kad smo faktički bili i konstitutivni element federacije i Kosovo sa nekim vezama sa Srbijom, ali u okviru Ustava SFRJ od 74. godine, Kosovo samo sa Srbijom bez Jugoslavije. Niti je ikada moglo, niti može, a pošto je ustavna autonomija Kosova pogažena 89. silom, znači poništen legalni status autonomije do duše, ali kao konstitutivnog elementa federacije silom, međunarodno pravo ne poznaje nametnuto stanje jednoj sredini, jednoj etničkoj zajednici nametnuto silom. Dobro, gospodine Blasi, zašto se borete вие? Защо се бореше Азем Власи? Вие сега велите, не сте били член на комунистичка партия, сте се борили за Косово. Защо де факто се борите? Бидејќи гледате, Адем Демачи го смета Косовски Мендела, бидејќи лежал 21 години во затвор, и вие лежевте во затвор, меѓутоа Косово и Приштина не ви ја дадоа таа чест и не ви ја дадоа таа почест да ве наречат вас Косовски Мендела. Има ли малку кај вас одредено незадоволство, бидејќи реално косовската политичка сцена после 1991 година не го испочитува тоа што вие го правевте? Бевте сепак во затвор. Колку време бевте во затвор? 14 месеци. Пазите, у различитим временским околностима, кад сте споменули и Демачија и мене, ми смо се борили у другачијај форми за исте циљеве. А тај циљ е da Albanci u ondašnjoj Jugoslaviji imaju ista prava kao i svi drugi, jer ne zaboravite, Albanci, ne samo na Kosovu, Albanaca u Jugoslaviji je bilo po broju skoro kao Slovenaca, Makedonaca, Bošnjaka, 4 puta više nego Crnogoraca. Mi smo se borili za ista prava. Demači u svoje vreme na drugi način, moguće i na drugoj ideološkoj platformi. Ja sam se borio na legalističkoj platformi za ista prava. Zašto de facto ste se borili? Za nezavisno Kosovo? Za голема Албанија? Видите, во албанскиот кампус постои еден силен процес на ферментирање, има, значи, длабоки разлики за што се борат албанците. Значи, ние ко македонци, србите, вашите соседи, нели се плашиме дека вие се борите за голема Албанија, дека финалето треба да биде формирање на голема Албанија? Зашто вие сте се боре? Натурале Албанија, што викат во Тирана. Ja sam se borio od kad je pogažena ustavna autonomija Kosova od strane Srbije i sa tom autonomijom pogažena sva prava koja su Albanci dostigli sa tom autonomijom i proces nestanka Jugoslavije, ja sam se borio za nezavisno Kosovo od Srbije. За ако Косово? Кај што главен град на Косово е Бонстил, до пред 1 или 2 години. Кај што вие не можете да направите ниту еден. За вакво ли Косово се бори? Кај што ви се иселуваат, кај што ви се иселуваат албанци? Ви ме питате, не знам, о чему сад ви pričate, што питате? 20 или 30% албанци ви се иселуваат од Косово. Вие за вакво ли Косово се боревте? Како? Нисам се разумел. Дали вие за вакво Косово се боревте? Какво што е сега? За кое Косово? Осиромашено. Не, за слободно Косово, за независно, па и Македонија и прилично сиромашна, не е баш богата, има социјални проблема, сви имамо. Тоа е сасвим друга прича. Ја сам, чим je pogažena ustavna autonomija Kosova silom, ja odveden u zatvor, ne samo ja, svi mi Albanci na Kosovu, preko 99% smo bili zato da budemo nezavisni od Srbije. Mi nismo rasturili Jugoslaviju. Srbija i Miloševićev režim je počeo rastur Jugoslavije upravo nasrnuvši silom
na Kosovo, na autonomiju Kosova i na Albance, i od tada i ja i svi Albanci smo za nezavisno Kosovo. Mi smo do 1999. godine bukvalno živjeli pod okupacijom. Od 1999. godine i zato što su se Albanci i oružano pobunili protiv takve okupacije, praktički okupacije Srbije, i NATO je intervenisano upravo videvši šta radi Srbija i Miloševićev režim protiv Albanaca, i svakome normalnom u svetu i ovde, ne samo među Albancima, ja verujem i vi Makedonci znate, nema više nikakve veze sa Srbijom, to je prekinuto 99. Dobro, gospodine Vlasi. Vidite, сега во моментот има две албански држави. Република Албанија и Република Косово. Во Република Македонија има еден дел на екстерни политички структури кои се залагаат за оцепување на тој дел на Илирида. Не велам дека тоа е доминантниот дел на албанската политичка кауза и корпус, меѓутоа сепак постојат такви размислувања. Видите што изјавува пред 1 или 2 месеци албанскиот премиер Рама, вели дека Косово и Албанија за кратко време ќе имат заеднички председател. Ако Косово и Албанија за кратко време ќе имат заеднички председател, тоа значи дека стана збор за една иста држава. Зашто де факто се залага албанската кауза во регионот? Албанска кауза тоа е широк појам, ali u osnovi mi Albanci, gdje god živili, a živimo u 3-4 države, jesmo za to da ove države funkcionišu po evropskim standardima, sa otvorenim granicama, sa normalnom komunikacijom. Dominantno među Albancima vlada uverenje da mi ne treba kao Srbija da prolivamo krv za promjenu granica. Granice u Evropi su definitivno utvrđene. Mi se borimo za međusobnu normalnu komunikaciju, a Rama i takve protivurečnosti u izjavama javnih funkcionera po Balkanu, toliko toga smo se zasitili da ne vredi ništa. Ja njegove izjave ne komentarišem. Gospodine Власи, се ова добро што ви го говорите. Меѓутоа, начело на албанските држави, нели во моментот има две албански држави, тоа е Република Косово и тоа е Република Албанија. На 10 годишнината од независноста на Косово, Еди Рама вели дека само е прашање на време кога Косово и Албанија ќе имат заеднички председател. Тоа значи секој кој се бави со политика, ја се бавиле 30 години со политика, имате една кариера од 30 години во поранешна Сафар Југославија, една фотографијата ваша со Јосип Брос Тито, кај што сте вие млад, кај што имате средба со Јосип Брос Тито како тогаш председател на Сојуз на студенти на поранешна Сафар Југославија. Знаете што тоа значи? Ако Еди Рама, премиер на Албанија, че најмокниот човек во Албанија, вели дека е прашање на време кога Косово и Албанија ќе имаат заеднички председател, тоа значи обединување на Косово и на Албанија. Вие не можете тоа да го негирате, и тоа е стравот што постои на Балканот, дека албанците никош нема да се смират и да бидат мирни дека не направат една заедничка држава или голема Албанија. Кој е тоа рекол? Да нече да се смире албанци док нема едно заедничко држава. Па сите тоа сите го говорат. Како се? 2001 година имаше војна во Република Македонија. Во првите 5 комуникеа на ОВК, УЧК, ОНА, АНА, како се нарекуваат, имаше формулации дека албанците треба да ги избркат македонците од вечните албански огништа или домови. Всушност не нарекува македонци, туку славо македонци. Дека треба да ги избркаме славо македонците кои се окупатори на вечните албански огништа. Тоа е контекстот на албанското делување во регионот. Сите се плашат од тој контекст, знаете, и вие сте свесен за тоа. Видите, албанци где god да живе, oni ne posežu za nasilnom promenom granica, ali gdje god da žive, žele da imaju ista prava kao i drugi. Siguran ste? Da. Prema tome, Можете да кажете тезата, а ја би сакал да искоментирам после ова ваша теза, ако може да дебатирате. Да дебатираме. Да окренемо ја вас да питам, а ви одговарајте. Албанци hoće da imaju ista pravo kao drugi. Zašto se sada u Makedoniji smirila situacija? Zato što položaj Albanaca je znatno bolji nego
u vreme kad su se bunili, gunđali politički ili ono 2001. godine kad su se malo digli i na oružje. Sad je drugačija situacija. Albanci u Preševskoj dolini nemaju ista prava, ali su u tom broju u kojem su, oni ne posežu za promjenom granica, ali hoće da imaju ista prava koja Kosovo daje Srbima na Kosovu. Gospodine Vlasi, Evo to je, znači... Го признавате ли вие македонскиот народ? Го признавате. Го почитувате ли македонскиот народ? Да, го почитувате. Македонски народ има и во Бугарија, има и во Србија, има и во Грција, има и делови во Албанија. Не се многу, но сепак македонски народ живее и во Република Албанија. Може би ни тие не се задоволни од правата што ги имат во Србија, во Грција, во Бугарија или во Албанија, меѓутоа ниту еден народ на Балканот во последните 30 години нема земено оружје во рака, освен дел на српскиот народ во Хрватска и на албанскиот народ, за да се брани и да ги оствари своите права. До кога албанците со насилни средства ќе ги остваруваат своите права? Сепак ова е 21 век, знаете. Помина времето кога се крeva револуција во Италија, во Германија. Знаете, тоа е поентата. До кога албанците со оружје ќе ги барат своите во наводници демократски права? Kad bude trebalo, kao što smo mi na Kosovu, kad nas je Srbija silom i oružjem pogazila i maltretirala, mi smo se organizovali, okrenuli otpor i oružjem protiv Srbije, govorim. И ние во Македонија го правихме исто тоа. Не, тоа е друга прича. Македонија тоа е друга прича. Приближно не води политика но во Македонија имаше војна 2001 година. Srbiju sa Makedonijom, to je bilo nešto sasvim drugo. Dakle, u principu ne znam ja koliko Makedonaca ima u Albaniji, ali nećete reći da je tamo isto koliko Albanaca u Makedoniji. Говориме за бројка или за принципи? Знаете, ако говориме за бројка, за принципи, тогаш можеме да говориме. Рекao, но вие говорите за демократски принципи. Не тоа не зависи од бројката, тоа зависи од принципот, нели? Тоа е суштината. Niko, naročito ako nema državu ko što mi nismo imali do 99. nego smo bili bukvalno pod okupacijom, ne voli oružje ni rat jer zna da se u tome strada. Ali kada zulum dostigne takve razmjere da narod ne može da trpi, onda se lati i oružja. Eto, takav je slučaj bio sa Albancima na Kosovu 98-99. Ne zaboravite, od gaženja ustavne autonomije Kosova i mog hapšenja na političku scenu kad je bilo moguće pluralizam, nastao Demokratski savez, Ibrahim Rugova je bio politički lider, on je molio i kumio za političko rešenje da se ne čini takav zulum prema Albancima. Milošević nije hteo da čuje za to sve do 97-8 godine. 97-8 godine je taj mirni politički otpor Albanaca srpskoj okupaciji dobio oružano krilo jer se više nije moglo trpiti. O tome se radi, inače u principu sve normalne države i vlasti stvaraju stvara prostor uvek kad ima problema, nesporazuma, žalbi da se to reši političkim putem. A sad da se traži od Albanaca, znate šta, vama Albancima može da čini ko šta hoće, ali vi ne smete uhvatiti oružje. Ako to mislite na naš odnos prema Srbiji 98-99 godine, onda... Не мислам на тоа. Видите, господине Власи, вас Слободан Милошевиќ ви е совршено алиби како албанци за политиката која водите. Меѓутоа Слободан Милошевиќ не беше власт во Македонија. Слободан Милошевиќ беше власт во тогашна СР Југославија. Знаете, и ако постојано велиме дека вие тоа сте го правеле бидејќи бил Слободан Милошевиќ, го нема Слободан Милошевиќ. Умре пред 20 години. Не постои Слободан Милошевиќ. А се уште албанците своите права преку оружје ги остваруваат. Оде на, во Република Македонија, на Учак и така натаму. Пред 3 или 4 години имаше во диво населје во Команово. Упадна група од територијата на Косово
и требаше да направи конфликт во диво населје во Куманово. Имаше Нико вооружени то на пресмети. Косово Тоа е nije 2015 година. Па мислам дека Ни брато албанци македонски нису поддржали. не, дел од тие луѓе беа со највисоки војни почести закопани на гробиштата во Приштина што почина тогаш. Особено ме цело време да ви кажам, умре Милошевиќ, го нема Милошевиќ, но тој милитантен дел кај албанците се уште функционира. Па вие допред 10 дена имавте председател на државата, Немојте бркати кој беше командант на УЧК. поединачне случајеве. У Куманово био случај, нико на Косово nije aplaudirao. Koliko znam, ni Albanci u Makedoniji nisu se sa tim solidarisali. To je bio jedan, doduše, težak događaj. Mi smo bili uznemireni zbog toga. Nemoj da mi spominjete pojedince. Ja pojedince ne poznajem, ali mislili smo da je to loše, jer negdje radi neki scenarij za destabiliziranje Makedonije, destabilizacija bilo koje države, pa i Kosova. Ovdje znači destabilizacija u regiji. I svi mi treba da čuvamo mir u regiji, tako da pojedinačne ekscese slučaje, makar i vrlo teške, ne treba poistovećivati pa reći evo šta rade Albanci. Знаете, господине Власи, овој Слободан Милошевиќ реално направи големи проблеми тука на Балканскиот полуостров. Направи во однос на вас, албанците на Косово, но направи и во однос на нас, македонците, знаете. И одеднаш, гледате сега што се случува после победата на Џо Бајден. Се радуваат босанците, кои што беа во војна, кај што имаше интервенција, агресија на Србија, се радуваат албанците, се радуваат хрватите, но се плашат србите што очекувано, но се плашат и македонците. Македонците се плашат од победата на Џо Бајден, бидејќи смета дека таа демократска структура во Америка секогаш е на страна на албанците. И ако била НАТО интервенцијата 1999 година, нели, и формирана е албанската или косовската држава, па главниот булевар во Приштина ви се нарекува Бил Клинтон. Jest. Џорџ Вашингтон беше наречен Хашим Тачи од страна на Џо Бајден 2010 година. Тоа Хашим Тачи е премиер, Џо Бајден го нарекува косовски Џорџ Вашингтон. Џорџ Вашингтон е човекот, нели, кој со оружје ја формира американската држава, американската нација и така натаму и така натаму. Значи ние како македонци тргнете ги на страна Србија и сите други, тргнете на страна Милошевиќ, се плашиме дека победата на Џо Бајден ќе значи формирање на голема Албанија, дека албанскиот фактор ќе стане доминантен на Балканскиот полуостров, бидејќи тоа албанско лоби, да не речеме албанска мафија, е доминантна во Демократската партија, финансира. Тоа е стравот кај македонците. Дека ќе има три албански држави и тие албански држави ќе се обединат на стета на македонците. Ja prvo ne verujem da je tako. Така е, сигурно, да A ми верувате. drugo, ako Makedonci ili mi Albanci ili bilo ko ovde po regiji misle da je prvobitni zadatak američkog predsjednika koji god da je ona, sad će biti, jeste Biden, da će ovde nekome da drži stranu protiv drugog i da neko ima razloga da se plaši, to je potpuno Па besmisleno. имаше НАТО бомбардирање Američka administracija, во време на демократите. Имаше НАТО бомбардирање, a знаете. to je bilo neminovno. Надвор од To je bilo надвор neminovno од одлуки i на Советот за безбедност. hvala Bogu da je NATO tada Ама, krenuo u gospodine. akciju da se spreči bukvalno genocid protiv Albanaca. Господине Власи, нема одлука на Обединетите нации. Нема одлука на Совет за безбедност. Zamisli. Znači, ako dobro, nema сега- zbog ruskog veta u Savjetu Второ, bezbednosti, има- mogo je Milošević sve има Albance da има, protera. значи јас мојот став за Милошевиќ го кажав, дека ни направи голем проблем тука, не само на вас албанци, туку на цел регион, бидејќи регионот беше во една перманентна конфузија и конфликти 20 години поради Милошевиќ, но има Кумановски договор. Разбаза на тој A Кумановски hvala договор Bogu, и резолуција ja 1244, mislim da su Косово не требаше да trebali- биде независна држава, се направи од страна на Америка и на демократската структура во Америка. Тоа е Ja страво секогаш. mislim da su se trebali Makedonci i svi oko nas osim Srba radovati NATO intervenciji protiv nasilnog Miloševićevog režima prema Kosovu, jer bi onda nastali veliki potresi u okruženju, dakle i u Makedoniji, jer imate puno Albanaca tamo. Prema tome, NATO intervencija je bila od velike koristi, ne samo za Kosovo i nas Albance, pa Boga mi korisna i za Srbiju da više tog Miloševića zaustave, ali onda i za stabilnost i očuvanje mira
u Makedoniji, Bosna je već bila pre toga stradala. Znate, Bosna je stradala u odsustvu intervencije sa zapada. Kad je zapad video da će se ponoviti od istog režima srpskog, tragedija slična i na Kosovu, vele dosta i došlo do intervencije NATO-a i ona je bila korisna za celu regiju, a naravno posebno za nas Albance i Kosovo. Gledajte, gospodine Vlasi, 1999. godina je NATO intervencija na Kosovo. Nekada je pomegu 350 i 400 ljudi Albanci. Da ne ima čovjek, pomegu 350 i 400 ljudi Albanci. Kako begalci dođat na teritoriju na Makedonija. Makedonija je seriozno pogodena od ta kriza, dava gostoprimstvo, što sekoja država i sekoj narod treba da go napravi za svoj odsosed. Eto, međunarodnim konvencijama o izbjeglicama. Da, i to sekoj država treba da go napravi, da se razberem. Ja sam od Egejska Makedonija, znam što je begalska kriza, znam što znači koja treba da go napuštite domot i ogništето. No 2 godine podocna, isto to Kosovo. Znači suvoz ili su izvozna vojna i na vojen konflikt, je pravi vojната 2001 година. Да, ама сите овие структури, и Зимострени, и Али Ахмети, учествуваат во учека во Косово. Дел од нив ќе бидат процесирани во Хашкиот трибунал, тоа се најавите кои доаѓаат сега од Хаг. Значи 2001 година, значи 2 години после НАТО интервенцијата нема војна во Македонија, која везана војна. Главните конфликти се на граница помеѓу Косово и Македонија. Не се во Дебар доле, не се во Струга, значи не се крива дебарските албанци, срушките албанци и така натаму, туку овие албанци кои граничат со Косово, Липковски дел. Јесте, разумем вас, па требала onda makedonska vlast više brže da ide napred sa davanjem prava Albancima da ne dođe do toga. Pa dadeni sa prava, beše vlada, beše albanska vlada, albanska partija, beše Tamar Ben Džaferi, Minduh Tači. Znate, nema borba za čovjekovi prava s oružje. Ima borba samo za teritoriju. Vi ste pametan čovjek, vi ste čovjek koji ima proščitano mnogo, koje 30 godini, 40 godini. Koja borba je za čovjekovi prava s oružje? Samo borba za teritoriju se pravi s oružje. Ne, borbu za teritorije po Balkanu od vajkada je vodila samo Srbija. Srbija je sanjala i danas ima tu ideju, ali ona je propala. Na primjer, kad je reč o Kosovu, o srpskom Kosovu, ne o Kosovu integrisanom demokratski u okviru Srbije, sa populacijom kakvu ima, a to znači sa većinskim Albancima. Vidite, danas u Srbiji kažu nećemo da priznamo Kosovo, to je južno-srpska pokrajina, deo Srbije, a Vučić reče, zna statistike, izgleda bolje nego mi, da na Kosovu živi 93% Albanaca. Znači, za teritorije, pa i tamo po Bosni Srbija vodi. Albanci ne vode borbe za teritorije jer oni žive na tim teritorijama gdje žive od vajkada. A granice državne su tamo gdje jesu i Albanci nisu među ima ljudi sa raznim idejama koliko hoćete. Na političkoj sceni ni u Albaniji, ni u Makedoniji, ni na Kosovu među Albancima ne prevladava ideja da mi Albanci silom oružja da promenimo postojeće granice, da bi svi Albanci bili u jednoj državi. Evo to je to. Ама ги променивте, господине Власи. Тука не се разбираме. Кои границе Македонија променjene? Па добро, извештајот на Бадентер го читавте, така? Извештајот на Бадентер го имате читано. Шта? Во извештајот на Бадентер. Да. Значи во извештајот на Бадентер се вели дека процесот на дисолуција подразбира распаѓање на СФР Југославија на 6 дела. Значи првиот принцип, ама не се извинувам, првиот принцип на Бадентер е нарушен со независноста на Косово, со НАТО интервенцијата, според извештајот на Бадентер, врз база на кој се спроведува процесот на дисолуција на паралелна СФР Југославија, Хашка конференција, така натаму и така натаму. Тамо има само 6 републики. Тоа е Словенија, тоа е Хрватска, тоа е Босна и Херцеговина, Црна Гора. То значи да Косово требало да остане у Србија. Па добро, по истиот принцип и Нагорна Карабах сега треба да му биде признана независност. Еве се водат војни помеѓу Азербејџан и Нагорна Карабах. По истиот принцип, ако разговараме за бројност на население, сега треба Нагорно Карабах сите да станеме и да речеме тоа е независна држава. Сигурно, значи говориме за принцип или за бројност. Ако говориме за бројност, тоа е една дебата. Ако говориме за принципи, овде принципот е нарушен. Има променливост. Принцип да Косово остане во оквиру Србија. Со Косово како независна држава е нарушен принципот на неменливост на граници.
тогаш е нормално србите да прават проблеми и во Косово, и во Македонија да барат промена на граници. Вие му давате повод на Вучич да бара промена на граници. Ако сте дошли ви мени да држите предавање, говорите, ево вам камера. Слободно кажете, ама мораме да дебатираме. Гледайте Ахтисариев план. Меđunarodno je bilo menadžirano pitanje nezavisnosti Kosova. Ahtisarijev plan uzima u obzir prvo činjenicu da se raspala Jugoslavija, u kojoj je Kosovo po onom legalnom zadnjem ustavu imalo status federalne jedinice. Dakle, stavovi Badinterove komisije na taj način preko Ahtisarijeve plana se primjenjuju i na Kosovo, jer Kosovo plus toga da je izvršeno nasilje nad čitavom jednom populacijom po etničkoj osnovi, što se sankcioniše i sa glavom 7, mislim, Povelje Ujedinjenih nacija, i od toga na to je naslonjena odluka da NATO interveniše. Prema tome, Ahtisarijev plan znači da je nezavisnost Kosova u redu. Onda, kad je proglašena nezavisnost Kosova 2008. godine, Srbija se obratila Međunarodnom sudu pravde sa zahtevom da razmotri da li je sve u redu, da li je utemeljeno proglašenje nezavisnosti Kosova, i dobila od Međunarodnog suda pravde, najviše prava, to je sud Ujedinjenih nacija, odgovoran za poštovanje međunarodnog prava, dobila decidivan odgovor. Proglašenje nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Pod 2, proglašenje nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, i to ti je kao na fakultetskoj diplomi kad dobijete pečat. Prema tome, proglašenje nezavisnosti Kosova je sa stajališta međunarodnog prava potpuno u redu i dobilo pečat i Međunarodnog suda pravde. Evo, ne znam šta da vam kaže. Ne glasim. To je istиот суд кој пресуди во корис на Република Македонија после ветото кој беше ставено во Букуреш 2008 година од страна на Република Грција. И ни даде право. И ние кој Македонија бевме во право. Меѓутоа на крај моравме да го смениме нашето име. И сега не се нарекуваме официјално Република Македонија, иако за мене се уште и секој ќе бидеме Република Македонија, ние сме сега Република Северна Македонија. Сите не нарекуваат. Од фудбалски надпревар до Обединетите нации, ние сме сега Република Северна Македонија. Ке мора ли Косово, без разлика дали сте во право или не се во право, иако ова Бадентерова комисија е многу битна комисија, бидејќи тамо се поранишни председатели на уставни судови на 5 најмокни држави во Европската унија, тамо и Роман Херцог, не само Бадентер, Роман Херцог после станува председател на Сојузна Република Германија, че исклучително битна е таа Бадентерова комисија. Дали еве вие сте све во право? Со оружје не правите независност, не сакате менливост на граници, Ахтисариевиот план и Меѓународниот суд на правото ви дават за право и така натаму, дали ќе морате, ако Македонија исто беше во право и мораше да го смени своето име, да влезете во процес на размена на територии со Србија? Вие во едно ваше интервју велите дека се стопила таа идеја, се истопила холандскиот снег. Но дали се уште која идеја за размена на територија? Тоа го имате во Дневња вас или во Победа, во Подгоричка Победа имате интервју дадено. Велите дека таа идеја е растопена како холандски снег. Дали сепак таа идеја ќе биде реализирана и ќе се влезе во процес на ново менување на границите на Балканот? Не. Идеја о евентуалној корекцiji граница. За Дневња вас е интервјуто. За Дневња вас е вашето интервју. Идејата за размена на територија меѓу Косово и Србија се истопи како холандскиот снег. Тоа е. Tako je. Да, тоа е ваша идеја. To znači, ne. Ja sam rekao da je ta ideja nestala. Da, дека се стопи. Jer uopšte kao ideja je bila neutemeljena, neosnovana. Ne znamo koji je lansirao. Kosovo je proglasilo nezavisnost i dobilo potvrdu Međunarodnog suda pravde u ovim granicama, sa ovim teritorijom, sa ovom ustavnom strukturom. Tako da ideja o korekciji granica, čija god da je bila potpuno neutemeljena, zato se istopila kao
što sam rekao. Prema tome, pitanje granica se ne diskutuje. Mogu eventualno dve međusobno priznate države da se dogovore o nekoj maloj korekciji granica iz geografskih razloga, ne znam šta, neka poljana, neka planina, ali dve međusobno priznate države. A do nikakve korekcije ne dolaze u obzir između Srbije i Kosova, kad Srbija inače ne priznaje Kosovo, a da završim sa tim, korekcija granica, promjena granica na Balkanu više ne dolazi u obzir, uopšte nije tema, kogod je poteže opet priziva sukobe i ratove, jer onda lančano to ide. Сега може да поставам некој прашање, а да не се нервирате. Заšto. Видите, например, нервирам се, имаше судски спор помеѓу поранешниот косовски премиер Рамуш Харединај и албанскиот премиер Еди Рама, кај што Рамуш Харединај го тужеше Еди Рама, бидејќи тој има кажано, според ова што го има пишано, на 15 јануари годинава, тоа е оваа година, Рама го тужеше Харединај за клевета, затоа што постојано тврдеше дека Рама, заедно со Хашим Тачи и Александар Вучич, се договориле за поделба на Косово и размена на територии. Само 5,5 месеци подоцна, тоа значи на 1 јули, Рама објавува дека повлекол тужба, значи Еди Рама. Ама се извинувам, видите, са ние можеме да се смеем. Значи, Мало се ја смеем вашим неозбилним питањима. Не, ама видите сега, чекайте сега. Значи, јас само цитирам, гледате, јас намерно... Цитирате неозбилне изјави, jer ови политичари danas za nedelju dana 3 puta menjaju izjave i još pitate mene da komentarišem. Ja se ne bavim politikom sada, ali ja sam mnogo ozbiljniji političar od njih. Oni koji svakodnevno menjaju, prvo Edi Rama uopšte nije pozvan da se meša u pitanje granica Kosova, niti razmene teritorije. Ja sam se pitao, šta će njemu to? Зошто го прави тоа? Гледате, Еди Рама го тужи Харединај за клевета, бидејќи Харединај го обвинува Еди Рама. Значи, косовскиот премиер, до пред една година, косовскиот премиер Рамош Харединај го тужи албанскиот премиер Еди Рама, бидејќи го обвинува дека заедно со Вучич и со Хашим Тачи преговарале тајно за размена на територии. Илир Мета, кој е председател на Албанија, го обвинува албанскиот премиер Еди Рама за неговата изјава која дава пред една година, на 10 години од независноста на Косово, дека е само прашање на време кога Косово и Албанија ќе имат заеднички председател. Кога може да имат заеднички председател? Кога ќе бидат споени Косово и Албанија? И се велите, не коментирам тие изјави, тие не се мои изјави, тие се изјави на највисоки представници на Косово и на Албанија. Ако тамо седат луѓе кои се несериозни и неозбилни и водат несериозна и неозбилна политика, како може Албанија и Косово да се сериозни точки? Ко држава и Албанија и Косово сте несериозни држави, ако ве водат такви луѓе кои се несериозни луѓе. Jeste, to su neozbiljne izjave i to imaće jednog predsjednika, pojma nemam, dve države. Mislim da ipak to su tako protivorečne izjave. Jednog dana ovako, ko zašto ли за размена на територии? Очигледно дека некои од Приштина и Белград преговарале за размена на територии, за промена на граници. Вие знам дека сакате да дојде до меѓусебно признавање. И знам дека тој процес оди во тој правец, но некои во Србија и некои во Приштина, а може би во Тирана, преговарале за размена на територии, за промена на граници. Тоа очигледно од сите овие списи тоа е јасно. Trebali biste pratiti parlamentarnu scenu Kosova. Kad je spomenuta ta ideja korekcije granica, ne znam šta, na Skupštini Kosova svi su ustali, i pozicija i opozicija. Nema promene granica. Otuda ljutnja Ramuša Haradinaja koji je nešto rekao, ne pamtim tačno, za Edi Ramu, koji je on, šta ima, onda se meša u pitanje granica i Edi Rama mislio da je to dovoljan razlog da ga je Ramuš Haradinaj uvredio. A što bi ga uvredio ako se on zalaže za promjenu granica, tako da... Го тужи за клевета. Затоа што постојано тврди дека Рама
Da. Tajno se dogovoril so Hašim Tači, znači Rama i Hašim Tači i su Aleksandar Vučić za podalba na Kosovo i razvoj na teritoriji. I To je, šta sad? to je kleveta. Šta sad? Da. To kaže kosovski premijer. To je sigurno informiran čovjek. I šta tražite komentar od mene? Nemojte od mene Ne, tražiti ja samo velam- komentar za neozbiljne Ja stvari. samo velam, Molim vas. nekovo Kosovo. Imate neko drugo pitanje za mene? Imam se soglasom, imam i drugo prašanje. Ja Vidite sam da mislio da vo ćemo Washington, imati korisniji razgovor pa ne, na ja moram, ozbiljne teme. pa dobro se Ja ga, da komentarišem budalaštine, nemojte. od te budalaštini vi To imate jeste problem budala. i cijeli region ima problem. Od Molim, te budalaštine. koji region ima Pa dobro, i Makedonija imaše problem. Kakav problem Del od ima Kosovskata Makedonija? kriza se preleja Što je 2001. Edi godina. Rama tužio Haradina, jel? Zbog toga? bratot na Ramoš Haradinaj Ajmo. i grupata na bratot na Ramoš Haradinaj beše Vukomanovo 2015. Ajde, godina. ajde. Da, usvojena vlast. Vidite deka to što se slučilo u Washington pred 2 mjeseci, sredbata na albanski, odnosno na kosovski od premijer i na srpski od predsjedatelj, je generalna proba za međusobno priznavanje na Kosovo i na Srbiju, odnosno na Belgrad i na Priština. Vi mislite kad dojde jedan den međusobno priznavanje pomegu Belgrada i pomegu Priština? Svakako da će doći, da li će neki formalni potpis, jer na srpskoj strani ne znam ko bi potpisao to priznanje, ali do faktičkog priznanja će doći na način da se u tom, kako kažu, finalnom sporazumu konstatuje da se normalizuju odnosi između Kosova i Srbije, da će se poštovati svi dosadašnji sporazumi između Kosova i Srbije, što znači i granični režim, a gdje se govori o graničnom režimu granici, znači granica između dve države. Srbi su već integrisani kosovski u pravni sistem Kosova, i sudstvo i policije i tako dalje. To je faktičko stanje. E sad, što se uloge Amerike tiče, da, tamo će se stvari finalizirati, jer gledajte, otkad je počela kriza sa raspadom Jugoslavije, evropski pregovarači, Evropska unija imala neku ulogu, ne treba to podcjenjivati itekako, ali stvari su finalizirane u Americi. U vezi sa agresijom na Hrvatsku, Vukovar i tako dalje, Oluje, oslobodilačke akcije Hrvatske ne bi bilo da Amerika nije stojala iza toga. U Bosni se desila velika tragedija, pa je bio onaj Lord Carrington kao pregovarač, pa Vance Owen i tako dalje, ali je okončana Dejtonskim sporazumom, je li tako? Po pitanju Kosova pokušalo se i Evropska unija Miloševića da urazumi, nije pa usledila NATO bombardovanje. Kosovo proglašeno državom uz pomoć Amerike i važnih zapadnih zemalja 2008. godine i dobilo priznanje od preko 100 zemalja. Ovo sada za sporazum o normalizaciji odnosa Evropska unija ima svoju ulogu, ali nije dovela do nekog konačnog sporazuma o normalizaciji, ja govorim. Ni ona gospođa Ashton, niti Mogherinka, ni Lajčak sada. U Washingtonu je potpisan jedan sporazum o ekonomskoj saradnji i ipak će u Washingtonu da se finalizira i sporazum o normalizaciji odnosa. U Srbiji džaba govore o rešenju pitanja Kosova. Pitanje Kosova je rešeno. Reč je sada o normalizaciji odnosa. Ki citiram vaše izjava. Da? Da ne rečete deka Dobro, citiram dobro, budalaštini, dobro, citiram vaše izjave. Velite, amerikanski predsjedatelj Donald Trump ne gi sedna i ne sedna da potpiše s onih, se misli na Hoti, kosovski premijer i Aleksandar Vučić, predsjedatelj na Srbije, dogovor za aviolinije Belgrad-Prištine ili za železnica, reče vlast je gostuvike na online konferencijata Krug 99 po Sarajevo. To je generalna proba za to kako će izgleda potpišovanje to na konečni dogovor, što će rezultira svoje priznavanje na Kosovo strana Srbija, reče vlasi. Tačno. Gospodine vlasi, ima jedna prikazna, možemo da govorimo za ta, možemo da ne govorime, deka se dadeni dva dokumenti. Jedni od forma na non-paper, kako što beše pred vojната или во текот на војната 2001 година во Република Македонија, подоцна тој non-paper прерасна во рамковниот договор. Значи, едниот документ кој е non-paper, кој им е поделен и на Хоти и на Вучич
во Вашингтон пред средбата со Доналд Трамп е всушност финалниот договор како ќе изгледа меѓусебното признавање помеѓу Белград и Приштина. И дека тој договор Вучич го има одбиено тогаш. А не овој договор во 16 точки кој е потпишан од Хоти, кој е потпишан од Вучич, а кај што е спонзор Доналд Трамп. Дека им е поделен тој нон-пейпер како ќе изгледа меѓусебното признавање. Имате ли ви информација за тоа? Има. Пазите, американци су отворено rekli, prvo poradili na tome, onaj izaslanik Grenell, da se pitanje neke ekonomske saradnje, komunikacije, autostrada, Niš, Kosovo, železnica i ono sa aviolinijom, nije to šala, krenulo se od toga da se relaksiraju malo odnosi. I u Washington je pozvan i Hoti i Vučić da formalno potpišu taj sporazum o, ajde recimo, o ekonomskoj saradnji. Ali im je dat na uvid papir, non-paper, od 16 tačaka, ne na potpisivanje tom prilikom, nego kako bi izgledao finalni sporazum i otprilike će tako i biti na kraju. Kad će biti taj kraj? Ja verujem da može biti tokom 2001. godine. 2021. 2021. godine. 2021. godine. Ovo u Briselu lajčati kod neke stvari da se detaljiziraju šta će sve ući u taj sporazum. Vo Washington. Molim? Povtorno vo Washington. Jeste, jer ovo za ovaj ekonomski sporazum sigurno ne vikne. Moglo se u nekoj drugoj sobi tamo, a ne kod Trumpa, nego kod Trumpa baš kako će izgledati. Zato sam ja rekao, to je generalna proba. Uostalom, ne zaboravite, mislim, ima godina dana kad je Trump poslao jedno pismo slične sadržine i Vučiću i Tačiju. Kaže, nadam se da ćete nastaviti dijalog o normalizaciji odnosa, da će i naglasio koji podrazumeva međusobno priznanje i da ćemo imati čast da vas ugostimo u Rose Garden, zove se ono svečano, da potpišu. Tako da finale normalizacije, sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije desit će se u Washingtonu, a ne bez podcenjivanja, pred lajčakama ili nekim. Evo, to je. Na to sam mislio i dalje, prema mojim informacijama, držim da će finale tako biti. Sve naglasi, Bundestag, prateničko od Bundestag, da li je dovoljno seriozno nivo za da možem da citiram njezina izjava? Da. Znači, stano zbor za pratenička od tursko poteklo, znači namerno odbiramo tursko poteklo ili da ne se reči deka je germanka ili deka je pripadnička na neka druga nacija. Znači, prateničko tursko poteklo vo germanski od Bundestag, koje se narekao Sevim Danglena, veli deka je prekršeno međunarodното pravo. NATO го prekršio međunarodното pravo so podrška na učeka kriminalcите na Kosovo. Znači, to го veli Sevim Dagdelen. Sevim Dagdelen. To je pratenička vo germanski od Bundestag. I sad ja da komentariram tu neko se... Дека Хашкиот трибунал сега треба да се грижи за безбедноста на сведоците. Да не се повтори сценарието Рамуш Харединај, каде што преку ноќ исчезнуваат сведоци, убиени се сведоци кои не можат да потврдат дали делото кога има Рамуш Харединај може да биде процесирано, не може да биде процесирано. Што го вели пратеничко германски од Бундестаг, вели дека НАТО прави грешка бидејќи ги поддржува учека криминалците, се мисли на Хашим Тачи, на нова група од 5 луѓе кои се сега однесени и кои треба да бидат процесирани во Хашкиот трибунал. Како вие како човек кој се бори со кој се бори НАТО поддржава кога? НАТО не поддржава. Значи, тоа е незина формулација која има напишано НАТО. Не знам никој е она, ни шта е формулисано, не разумем шта е. Таа изнесува сериозни обвинувања на адреса на НАТО, дека НАТО ги поддржува учека командантите, односно учека криминалците. Дури ја критикува и федералната влада во Германија, тоа се незини зборови, бидејќи од 2005 година имале точни извештања на германските тајни служби, посебно на БНД, дека структурата на Хашим Тачи е криминална структура и прави злосторство на Косово, вклучително и жолтата куќа, односно трговија со човечки органи. Тоа го вели. УЧК, да се разумеме, тоа го вели пратеничко од УЧК е Бундестагот. расформирана у
junu ili julu 1999. godine. Formalno pred generalom Michaelom Jacksonom, koji je bio komandant KFOR-a, snaga NATO-a koje su došli na Kosovo, UČK je tada rasformiran i ne znam o čemu se radi sad. Сега има судски случај. Molim? Сега има судски случај. Sad je to 4 drugo. или 5, нема се извинувам. To je- Значи ова е функција на Не сето тоа. суди Значи с- пратеник во германскиот Бундестаг ги дефинира структурите на УЧК како криминални структури. Па шта ја сад, Го обвинува, ама не добро сега, вие може да не говорите, вие сте сепак човек кој Па ги не разбира може, тие работи. Пазите, имаме интервју кај што nije разговараме за kriminalna клjuč. organizacija, jer je NATO sadejstvovao i ovi su bili na terenu, NATO iz aviona, i završeno je to. Kad je završeno to, svečano rečeno, sad nema više UČK, transformisana ona TMK, nešto drugo, nema UČK i to je Имате извештај на Дик Марти, pod европратеник Дик Марти, кој pred точно ги generalom третира овие прашања. Тој е Дик Марти, европратеник. Дик Марти. Da, kako da ne. Gde piše da je UČK vršio zločine? Еве ги. Gde Имате UČK? имињата. Джавид Халитај, Хадри Чекај, Весели, чекај, молим те, Азем остави Силју, поединце. Фатмир Лимај и Хашим Тач. Па добро, UČK ама не се je знам, imala prema proceni oko 13 do 15 hiljada pripadnika. Не, са видите како правите грешка. Значи вие ја обвинувате Србија поради Слободан Милошевиќ, Да, сигурно. а ја не смеам да го обвинам УЧК поради Хашим Тачи, бидејќи не, како велите вие, не праве УЧК имал 12 до 15 илјади борци. Така е. Па и Србија има 9 милиони, но ја обвинувате Србија поради Слободан Милошевиќ. Гледате како правите замена на тези, ако имате двојни стандарди. За УЧК не можеме да разговараме, бидејќи УЧК има 12 до 15 илјади луѓе, Tako je. и дека Хашим Тачи не е УЧК, ама Србија е Слободан Милошевиќ, Македонија е политика која се води лоша према албанците. Kao Правите pravnik, класична замена на тези. ne, nije zamena teza. Da, Ja vam kao pravite zamena pravnik teze. govorim. Standard u krivičnom pravu svih zemalja i za ovaj specijalni sud u Hagu jeste princip individualne odgovornosti za dela za koje se neko kao individuo konkretno optužuje. Ovi ljudi su otišli u Hag i treba da se suoče sa optužbama za pojedine radnje kao individue i u optužnicama Haškog tribunala nigde ne piše, ovog specijalizovanog veća, da je UČK zločinačka organizacija, da je UČK činila zločine. Jel razumete, to vam kao Dobro, pravnik kažem. Добро, освен Власи. Кога пишува Хашим Тачи, не пишува председател или директор на Народната универзитетска библиотека во Приштина, или не пишува директор на основното Piše училиште, da je Hašim Tači UČK, nije пишува UČK. командант на УЧК. Тој се суди како командант на УЧК. Гледате во извештајот на Дик Марти, кој се однесо токму на тој период, Чекај, 90, ама не, се извинувам сега, колко ја видим- 98-2000 година, името на Хашим Тачи е 72 пати спомнато во извештајот на Дик Марти. 72 пати името на Хашим Тачи, кај што се говори за жолтата куќа. A znate Размена da и se u трговија со човечки optužnicama ne органи. spominje žolta kuća? Jel Не, znate? се спомнува. Ne, Не, се u спомнува. optužnicama. Се спомнува на периферија на оптужбите. Значи, најголем дел се за убиства и малтретирање на албанци. Во најголем дел се обвинува Хашим Тачи за малтретирање и убиства на албанци. Тоа се дел на оптужбите од Idemo Хашкиот трибунал. ovu temu da završimo Ајде, ovako. ајде да завршиме. Da li vi znate da suđenje tek treba da usledi? Добро. Tako je. I otkud pravo bilo kome, ne, ti si novinar u redu, otkud pravo bilo kome da ove ljude smatra krivim dok ne bude pravosnažne sudske odluke. Радован Караџич е виновен? Molim? Радован Караџич дали е виновен? Дали е злосторник Радован Караџич? Da, kako da ne, to je očigledno, jer ima Дали е toliko Ратко dokaz. Младич, Kako дали е da ne? Ратко Младич Kako злосторник? da ne, Ја kako се извинувам. da ne, А се kako правосилно da ne. судени или се уште тече судски Ne, процес? Ne, to je već Ne. završeno, to se sve zna Ne, i ne. zna se šta su Не знам ја дали се činili. знае. Судскиот процес не е Ako завршен. je vama nije žao, onda Ne mi to je žao. pitanje postavite Ne, nekome mi je drugom, žao. nego
Za Čekajte. sve koja žrtva mi je žal. Ja I sam za vam albanska, rekao, i za pravni makedonska, princip. i za bosanska žrtva. Sve koja žrtva mi je žal. I neko bi bil monstrum. Kogod je činio zločine za svoja zlodela treba da odgovara bez obzira o kome se radi. Освен Хашим Тачи и албанците. Ne. Тие се невини. Pa dajte, nemojte sad. Како дете од мајчина цицка земено, невини. Се уште млеко пијат. Kome to Па не, govori? вие велите дека се невини, дека не се докажи. 72 пати човекот спомнат во извештајот. 98 убиства. Се Ja vam осомничени čekaj. за злосторства према Ja човечноста. vam govorim I to bi bil o predstavitelj na pravnom država. principu. Treba sačekati pravosnažne presude i vidjeti i kogod je činio zlodela treba apsolutno da odgovara i da dobije kaznu. Za koga sud utvrdi da nije. Šta da radimo? O tome ja vam objašnjavam pravni Тие princip. беа на клучни функции во УЧК 98-99 година. Ja se smrzao, mi smo skinuli, jel dovoljno, brate, jesi došao ti TV intervju ili šalješ za nekoga, neke izveštaje, kaži mi. Ја само Ovo поставам nije прашање. novinarski Ама intervju. како не е новинарски, ова се извештај врз база на судењето, господине to. Влаш. Да. И до A imaš još neko pitanje? имам уште Ključna неколку pitanja si уште mimo неколку išao. имам Kaži. уште неколку питање. Тоа е Koje? дали ова што сега се суди Хашим Тачи, како што судеше Рамош Харединај, фрла црна дамка на целиот тој процес, на УЧК, борбите на УЧК, независноста на Косово. И второ прашање, гледате, вие бевте за мирно решавање. Da. Косовската политичка сцена, косовско општество вас не бе валоризираше. Ги валоризираше овие кои со оружје го решава косовското Nije прашање. valorizirao, nemojte menjati teze, nije valorizirao Milošević jer Milošević nije htio političko rješenje. Ja sam branio ustavnu poziciju Kosova, legalno, nisam tražio ni republiku, ni državu, ni odcepljenje. Miloševićev režim je slao u zatvor. Došao Ibrahim Rugova. Molio, kaže, silom ste ovo uradili, ali daj razgovorima političkim da rešimo, da se vratimo na neku normalu. Milošević je, prema tome, silu je upotrebio Miloševića. Ne treba menjati teze. Nije UČK niti iko od Albanaca prvo nametnuo silu, jer mi nismo imali silu, bili smo pod okupacijom. Nego UČK i oružani otpor je bio odgovor na silu Miloševića. Ako neko misli da mi smo trebali da trpimo, pa nek radi Milošević, da znate, ni bez podcjenjivanja afričkih plemena, ni afrička plemena to ne bi trpela kad im se neko popne na vrat, ko što je Milošević tada i Miloševićeva Srbija nama, a Jugoslavija se raspala 91. godine. Господине Власи, To je to. ке може ли да цитирам, еве едно од последните прашања, ке може ли да цитирам повторно Твитер статус на албанскиот премиер Еди Рама? Пред 2 или пред 3 дена. Можете ви што god hoćete. Не, ама вие велите дека не се суди и дека не е формиран Хашкиот трибунал поради злосторствата во жолтата куќа. Напротив, Хашкиот трибунал за судење на командантите на УЧК е формиран поради злосторствата кои се правени во жолтата куќа. И тоа Еди Рама, албанскиот премиер, тоа го кажа, има Твитер налог кај што директно им се обраќа. Pa idite pitajte Edi Ramu, a kad ste došli da pitate mene, čekaj da vam со kažem. вашите тези, само спорам со вашите тези. Pustite vi, nemoj da me uspoređujete sa glupim izjavama. Dick Marty je dobio zadatak od Evropskog saveta da neke ispituje i on je preliminarni izveštaj napravio. Kad je napravio preliminarni izveštaj, čekaj. Ама не е така. 2015 година овие специјални совети на Хашкиот трибунал се формирани врз база на извештајот. Да, се формирани. Тоа сакате да го негирате. Се формирани. Основата извештајот на Дик Мартин. Ајде, слободно. 11. godine je Dick Marty dobio zadatak. И 2015 е формиран. И 2015 е Ali na формиран. osnovu čega? На извештајот на Дик Марти. Ne. Да. Ne, nego na osnovu istraga Clinta Williamsona koji je tragom nekih indikacija iz izveštaja Dick Martija vršio istrage. Clint i Williamson, američki, i kaže ima tu stvari gde treba procesuirati. I nakon
izveštaja Clintona Williamsona formirana posebna veća. Mnogo, mnogo je počito, zato je dojdov тука. Сум гостин тука во вашата семејна куќа. А ви претендуете да то болje знате од мене. Не, ама еве само цитирам, кај што Еди Рама, албанскиот премиер, ми собраќа на председателот на државата, поранешниот премиер и председател на држава Сали Бериша и лидерот на опозиција Љузин Баша. Еве што им вели, директно им собраќа. Или Ремета, можеш ли да им кажеш на албанците зошто си гласал за извештајот на Дик Марти заедно со Сали Бериша? Бидејќи ние како социјалистичка партија, ние како социјалистичка партија гласавме против, а ти Љулзим ќе можеш ли да објасниш како досието за жолта куќа заедно со перијанскиот лекар се собрани доказите и се доставени, а дека Мартиовиот извештај и материјал кој е доставен е основа за формирање на специјалните веќа или совети во Хаг, попознати како специјалниот суд. Ево ово го вели албанскиот премиер, не го велам јас. Ако го речем јас, можете да речете дека не го вистина. Јас само ви цитирам албански премиер кој се обраќа. Без да ми цитираш, знам. И што се очекувате од мене? Па сам да кажам дека тезите кои ги пласирам не се измислени. Не коментирам те људи и те изјави. Фрла ли тоа црна дамка на УЧК и на независноста на Косово, бидејќи околу луѓе кои правеле вакви злодела биле начело на косовската држава, дали тоа фрла црна дамка на независноста? Да се у Хагу ово специјализовано веќе ќе судити одреđenim поединцима кои су били део и у врховима УЧК, али борба УЧК као ослободилачка и одбрамбена борба, одбрамбена од насилја Милошевиќовог режима и ослободилачка да се Косово и Албанци ослободе од Србије, таква борба УЧК je bila duboko pravedna, opravdana i to je najbolji deo u istoriji albanskog naroda od 1912. godine. I to nema veze sa pojedinačnom odgovornošću pojedinaca, jer neće sada niko reći, pošto su nekoliko pojedinaca procesuirani ili spomenuti u sad ne važi da se poništi oslobođenje Kosova, da se Kosovo vrati u Srbiji, da Kosovo nije država. Te stvari se jednostavno ne mogu izjednačavati, o tome se radi. Gospodine Vlasi, ja i ne mislim neka Kosovo treba da se vrati u Srbiju. Ja mislim neka Kosovo treba da bude nezavisna država kao što je сега. Tako je. И дека Република Македонија постапи правилно, бидејќи не може да се негира волјата на албанскиот народ кој живее на Косово. Тоа е мој став. Но, знаете, и не е проблем што Хашим Тачи е во Хаг, бидејќи Хашим Тачи не го ослободи Косово, НАТО интервенцијата го ослободи Косово. Така да повеќе треба да ве загрижува што е со Хилари Клинтон, со Бил Клинтон и со американските генерали, освен со ова структура НУЧК, бидејќи тие ги изгубија сите битки со српската армија. Kosovo je od 1999. godine koliku ulogu odigrao, NATO avione, Bill Clinton, UČK i tako, to je za istoriju, ali 1999. godine se desilo konačno i definitivno oslobođenje Kosova i kosovskih Albanaca od Srbije. Бидејќи дел од овие кампови за кои сега се товарат овие 4 или 5 поранешни шефови или команданти на УЧК се наоѓаат на територија на Албанија. Ова Топ Чанел го јавува пред 2 или пред 3 дена. Топ Чанел, значи 2 или 3 дена пред да го снимеме ова интервју, а не пред да го објавиме ова интервју. Топ Чанел јавува дека 2 или 3 кампови се наоѓаат на албанска територија и дека албанската држава ќе мора да го признае надлежност или ќе мора да ја признае надлежноста на овој Хашки трибунал и на територијата на Албанија. Ако албанска држава дали то Топ Чанел го дали ќе треба албанска држава да ја признае надлежноста на Хашки трибунал, тоа што значи дека ќе може да бидат апсени и процесуирани политичари, функционери во Албанија и во Република Македонија. Не, to je brkanje stvari. Kampovi u Albaniji, neki kampovi UČK su bili tamo za uvežbavanje, za naoružavanje i tako dalje, da bi došli na Kosovo, a nije tamo pripremano nikakvi zločini i da je sad Albanija
sa tim kampom učesnik u nekakvim zločajima, ne treba brkat stvari. Tamo su bili kampovi za mobilizaciju, za uvježbavanje, a oružje je onda ilegalno preko granice prebacivano. Znači, vi smetite da Albanija ne treba da procesura iz Bože Republike sačuvaj, Makedonije. zašto? Iako ima naznake дека дел од ова структура научека во Македонија, кои учествувала во војната 98 година во Косово, 99 година во Косово, може да бидат повикани не како сведоци, туку како учесници во тој генералштаб научека на Косово, Република, независно на Косово. Не сведоци могу... Не сведоци, како учесници, како обвинети дека дел од луѓето во Македонија може да завршат во Хаг. Не знам ја дали се некој из Македонија, из Албанија борио. У Македонија, ако се борио на Косово против Србије и српског режима, свака част, ми би им дали одликувања. И как им дај одликувања? Едно 10 години може одликување да им дај тамо. Едно 10 години на топла храна да бијат 3 пати на ден. Да му прават друштво на Радко Младич, на Радован Караџич и така натаму. Да бркате Македонија. У Македонија тие оружани инциденти могли су бити potpuno izbegnuti. Ne znam ko je koliku i kakvu ulogu tu odigrao. Iza toga i poslije toga. I danas u Makedoniji nema govora da Зимо Стрени беше началник на генералштабот на Косовски. Зимо Стрени беше началник на генералштабот на Косовски заштитен корпус и доаѓа и е началник на генералштаб научека во Македонија 99 година, 2001 година. Зашто немате... Прелеана е косовската криза во Македонија, ве цело време пробувате тоа да го избегнете, да не се соочите со таа реалност. Па не може албанци... Кризата во Македонија е увезена криза во Косово, односно извезена криза од Косово. То се не увози и извози, него може имат рефлексија, тачно. Албанци су еден народ и не може то челичном завесом што се догаѓа овде. Трнете таа челична завеса. Направите голема Албанија, што ја негирате. Трнете таа челична завеса. Не, ми не тежимо тоа. Како не тежите? Таа челична завеса ви смета не направите на држава. Да силом менјамо границе, сменихте нама на не Косово. пада на памет. Не. Сменихте на Косово. Македонија Косовските признае... граници не беа меѓународни. Косовските граници никош не беа меѓународни. Сад су меѓународни. Стана од 99-те НАТО интервенцијата. Прекршена резолуција 1244, Кумановскиот договор. Страшно. Па добро. Која е прекршена? Почитуваме или не почитуваме право, а не дали ни се допаѓа или не се допаѓа тоа право. Гледајте пресуду Меѓународног суда правите дали е прекршена резолуција 1244. Што се Косова тице, мислим. Господине Власи, ми беше задоволство. Може би беа тешки прашањата, може би беа во некој момент непријатни, меѓутоа машки издржавте. Не, нису тешка, тешка питања ми не падају тешко. Али ствари кои су на ивици тешке неозбиљности. Јас сам цитирам високи функционери. Па е... Ако се не сериозни, тога се тие несериозни. Јесу. Јас само поставувам прашање, нели? Што е работа на новинар? Да поставува прашање. Некогаш се згодни, да поставља за неозбилни изјави. Сменете ги. Па сменете ги. Ја да ги сменем. Па не само Еди Рама, Рамош, Кредене, Хашим Тачи. Сменете ги ако се несериозни. Како албански електорат, сменете ги. Мене се обраќаш. Па и вас. Ја да и сменем. Па добро сте биле лидер. Луѓето ви верувале. Видев да и сменем. Да. Па не пада ми на памет, нити е тоа мој задатак, ниту су сви они тако црни као што ни видиш, ал види се да ти имаш неки други угол, тоа ти си новинар, у реду е. И мене е било задоволство, посветио сам време вама. Фала многу. И како помина косовскиот или албанскиот орел во интервјуто за емисијата во Центар, ви реков одличен интервју, почитани гледачи, го снимивме во родното место Назем Власи, тоа е местото Каменица, некаде на 10 км од косовско-српската граница. Одличен интервју, се гледаме во четврток, 22 часот, до четврток, 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.